Вакцинацијата на малолетните лица со вакцини против COVID-19 се прави исклучиво со задолжително присуство на родител или старател. Истакна денеска портпаролот на владата Душко Арстовски, одговарајќи на реакциите во јавноста откако вчера владата одлучи да набави 500.000 дози на Pfizer, од кои 10.000 се педиатриски за деца од 5 до 12 години. За да се заштити јавното здравје и за да се рестартира економијата како јавен интерес, владата вчера ја усвои информацијата за набавка на вакцини против COVID-19 за идната година. Утврдена е потребата од набавка на 500.000 дози од производителот Pfizer, во кои ќе бидат вклучени и педиатриските дози во количина од 1% од вкупниот број деца во Република Северна Македонија на возраст од 5 до 12 години, односно околу 10.000 дози. Од друга страна, ќе ги следи и натаму сите препораки на Светската здравствена организација и ќе се води според овие препораки како и досега. Во однос на дозите, 10.000 дози од оваа педиатриска вакцина од Pfizer се иницијална количина, што не значи дека ако има интерес нема да се набават дополнителни дози. Вакцинацијата е важно да се укаже дека се одвива без закажан термин, значи единствен услов за вакцинација на малолетните лица е задолжително да дојдат со родител или со старател. И важно е граѓаните да знаат дека и со оваа одлука вакцини за COVID-19 ќе има во доволна количина, дека нема приоритизирање според возраста, хронични заболувања или критична инфраструктура. Владата на вчерашната седница усвои информацијата за набавка на вакцини против COVID-19 за 2022 година, според која е утврдена потребата од набавка од 500.000 дози на вакцини од производителот Pfizer, кои ќе бидат вклучени и педиатриските дози во количина од 1% од вкупниот број деца во земјава на возраст од 5 до 12 години, односно околу 10.000 дози. Согласно информацијата, дозите на возрастните треба да почнат да се испорачуваат од мај, а педиатриските дози од првото тромесечие на 2022 година. Вкупната количина треба да се испорача до декември 2022.